другари и другарки, хулиганки и хулигани, шарени револуционери, борци за слобода. Во изминатиот период, Битола и битолчани повеќе од 70 дена силно го кренаа гласот против криминалот, против корупцијата, против неправдата. Го кренаа гласот против онај кој што одлучи да ги штити интересите на криминалците од власта. Меѓутоа, тоа нема да му го дозволиме. Нема во изминатиот период не дозволивме да се одржат уште едни криминални избори во Република Македонија. Не дозволивме да се одржат избори на 24 април и на 5 јуни. Им го распукавме бетонот. И од овде им порачувам, нема шанса уште едни нерегуларни избори во Република Македонија. На следните слободни избори овај народ ќе му даде остав на оваа режимска власт. Во изминатиот период сите заедно ја натеравме онаа креатура од председател да ја повлече срамната аболиција со која што ја постави Република Македонија на столбот на срамот. Ни се смее целата домашна и меѓународна јавност. Ама не им дозволивме на криминалците да се спасат и нема да им дозволиме ни во иднина криминалци да ја држат во заложниство Република Македонија. Едно на сите треба да ни биде јасно. Криминалот, корупцијата, злосторството во Република Македонија имаат само едно име – Никола Груевски и неговите најблиски соработници. И кога токму помисливме дека дното има дно, тогаш се појави повторно Хорхе со вчерашниот говор и само уште еднаш покажа дека е сервилен слуга на власта, дека ги застапува само интересите на криминалната власт. И она што е најстрашно, изјави дека е спремен да ја извади војската на улица, да се спротивстави на опозицијата и на активистите од Шарената револуција. И од овде ќе им порачаме: Хорхе, попаметен беше кога ќутеше. Хорхе, не се срами повеќе. Оди си и немој повеќе никогаш да се вратиш. Оставка! 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 Почитувани, мора да знаеме дека единствен излез од оваа криза е борба за правда, борба за еднаквост, борба за слобода. И таа борба ќе продолжи. Во изминатиот период сите заедно ги натеравме најблиските соработници на Груевски да си поднесат оставка. Мијалков со пиштолите, Гордана Јанкуловска со тефтерчината, Миле со хилтата и на крајот, последен во низата, министерот за финансии Зоран Ставревски. Човекот кој што наместо леп им даваше на луѓето чоколада. Доста е, овај народ сака да јади леп, доста е од чоколада. И затоа борбата ќе продолжи. Во изминатиот период имавме прилика да го видиме екс-премиерот Груевски како се обидува да го држи народот под контрола наводно. Меѓутоа не може повеќе овај народ да го држи под контрола затоа што се сврти против него. Не може да го држи под контрола затоа што нема повеќе страв. Во никој овде не гледам страв. Стравот е во врхушката на власта.
И затоа Груевски се обиде да го сврти народот против народ. Се обиде да го вметни и да го втурни народот во граѓанска војна. Меѓутоа, тоа нема да му го дозволиме. Во најскоро време ќе си замине за секогаш од политичката сцена. Почитувани сограѓани, за жал, ние сме во Република Македонија, овај режим ја доведе на дното. Последни во Европа, со уништено судство, корумпирано, со сваровски судии и јавни обвинители кои што седат во скутот на криминалците од власта и служат единствено како нивни марионети. Во изминатиот период го имавме прилика да го видиме сето тоа и затоа им порачуваме, доста е. Меѓутоа, воедно сме шампиони, воедно сме први во Европа. Ја имаме најкорумпираната власт во Европа. Го имаме најкорумпираниот екс-премиер. Го имаме најкриминалниот и корумпиран градоначелник Владимир Талевски. Човекот за кој што министерот од неговите редови се изјасни дека е Копиле најголем криминалец кој што склучувал криминални договори до даска. Човекот за кој што пратеникот од нивните редови се изјасни дека 10 години не сработил ништо. И истиот тој пратеник, Илиовски Зоран, денес од петни жили се обидува да го брани Талевски и покрај тоа што сите слушнавме дека во изминатиот период имал превоз за ученици најскап во светот, поскапи од онај во Токио. Со авиони да ги пренесувал учениците немало да кошта толку. Меѓутоа, осомничен за криминал и грабеж од 360.000 евра, за кој што Бога ми ќе мора да одговара. Секој кој што се огречил од правдата, секој ќе мора да сноси одговорност. Не смее да постои селективна правда. Мафија на робија, секој кој што се огрешил ќе одговара. Затоа, почитувани мои сограѓани, убедена сум дека сите ние стоиме на вистинската страна. Стоиме во одбрана на правдата, интегритетот на граѓаните и Уставот на Република Македонија. И затоа мора Уставниот суд да се произнеси за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Ке мора во иднина да се оформи специјално одделение кое што ќе ги разгледува сите предмети од специјалното јавно обвинителство, за да има правда, за да има одговорност, за да има казна, за никогаш повеќе да не се повтори ваквата власт. Затоа, другари, борбата продолжува. Борбата за Македонија да биде наша татковина, но и татковина на нашите деца и внуци. Да живее Битола, да живее шарената револуција, да живее Македонија!